Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Ниту еден од петтимина повикани сведоци на денешното ручиште за пожарот во Кочанската дискотека не се појави во судница. Одиме веднаш во живо пред големата судница во затворот Идризово. Деталите ги дознаваме од колегата Зоран Јаневски. Зоран, дали денешното ручиште сепак се одржува? Деспина, во овој момент заврши денесното судско рочиште за случајот со пожарот во Кочанската дискотека Пулс, кој што се случи во март минатата година. За денешното судско рочиште, иако по предлог на јавното обвинителство беа повикани 5 сведоци, ниту еден од нив не се појави овде во судницата во Идризово. Двајца од повиканите сведоци доставиле медицинска документација дека поради стрес кој што го доживеале за текот на пожарот, а се работи за гости кои што биле кобната ноќ во дискотеката Пулс, не се во можност да се соочат повторно со мислите и сликите кои што ги виделе таа ноќ. Двајца од сведоците пак воопшто не биле достапни, јавното обвинителство не можело да ги добие ниту на мобилните телефони, ниту пак имало информации дали се тие достапни. Еден од повиканите сведоци пак според информациите на јавното обвинителство се наоѓала на студирање во Бугарија. По предлог на јавното обвинителство за двајца од сведоците кои доставиле медицинска документација дека заради стрес не се во можност да дојдат и да сведочат за се она што се случувало на 16 март 2025 година, ќе биде побарано психијатриско вештачење, односно двајцата сведоци ќе бидат подложни на психијатриско вештачење, па дури потоа ќе биде оценето дали тие се способни да дојдат во судницата во Идризово и да дадат исказ пред јавниот обвинител и пред судот. Ваквите предлози ги прифати судиката Дијана Груевска-Илиевска, кажа дека ќе се прави психијатриско вештачење за двајца од предложените сведоци, додека пак судот ќе испрати покани и ќе се обиде да ги најде двајцата недостапни сведоци кои што не може да ги пронајде јавното обвинителство. Откако беше констатирано дека ќе се чека потврда од психијатар и потврда од полицијата за достапност на сведоците, беше прочитан исказот на сведокот, исто така предложен од јавното обвинителство Денис Даутовски, кој моментално живее и работи во Германија. Па поради тоа неговиот исказ даден во текот на истрагата беше прочитан денеска во судницата. Станува збор за менаџерот на групата ДНК кој што со нив работел се до 2024. Како што кажал во текот на истрагата Даутовски, прскалките ги набавил Панчо од ДНК, тие ги активирале и на други локации низ Македонија, кажа дека во дискотека во Штип и во Гевгелија исто така биле активирани прскалки. Рече дека за активирање и внесување на прскалките во објектите каде што настапувала групата ДНК биле запознавани собствениците дека ќе биде употребена пиротехника. Меѓутоа, дали до некој од надлежните органи имало такво известување, кажал дека тоа не му е познато. Како што кажал Даутовски во својот исказ пред јавен обвинител, даден во текот на мај 2025 година, односно после трагедијата во Кочани, прскалките кои што ги употребувала групата ДНК достигнувале висина од околу 1,8 метри. Деспина, со ова заврши денешното судско рочиште, следното е наредната недела во понеделник, а повеќе детали за исказот на Даутовски даден во предистрага, најавувам за наредното информативно издание. Зоран, јас ти благодарам за овие информации. Секако многу повеќе пренесуваме и во вестите во 16 часот. А во Кривичниот суд во тек е ново рочиште за поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска. Обвинителите денеска изведуваат материјални докази со кои ќе докажуваат дека таа оддала службена тајна и дека во нејзино име друго лице го има полагано тестот за добивање безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации. Се изведуваат службени белешки за поведување предмети, нивна распределба во ДКСК, како и донесени одлуки против фирми и физички лица. Станува збор за постапки поврзани со набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино, како и проверка на
имотот на лицето Невојша Стојановиќ. Одбраната реагираше дека постапките не се воделе против конкретни лица или фирми, туку се воделе како предмети за судирна интереси. Судењето е во тека, многу повеќе информации пренесуваме во вестите во 16 часот. Законот за високо образование е закон за иднина на државата, квалитет, стабилност и перспектива, посочи премиерот Мицкоски на координативниот состанок кој утрово се одржа во владата. По бројните критики за законот, Министерката за образование тврди дека автономијата на универзитетите не е загрозена. Вонредно студирање ќе има, а во академијата нема да се вработуваат само деца на богати. Поддршка дадоа и ректорите на сите државни универзитети. Ова не е закон на една влада, туку закон за еднината на државата. Закон кој треба да донесе квалитет, стабилност и перспектива. Мислам дека треба да престанеме со експерименти и да почнеме со системски решенија. Како генерација мора да сме свесни дека ако продолжиме на овој начин да функционираме, ќе ги изгубиме младите. И да не се чудиме зашто илјадници наши млади студираат на универзитетите во регионот. Мора да понудиме квалитет. Ако сакаме да имаме генерации кои што утре ќе водат оваа држава. Со импровизирање и со адхок решенија или решенија кои што се креирани само за една мала група на луѓе, не можеме да одиме напред. Тој нуди меритократија преку показатели за истражувачка продуктивност, интернационализација и соработка меѓу универзитетите, мерливост на квалитет, видливост на високообразовните установи и наставниот кадар, погодности за студенти и можности за стекнување повисоки знаења преку поквалитетни студиски програми со двојни дипломи, повеќе практичка настава, модуларност во наставата заради посигурно вработување и академска кариера, интензивирање на учеството на бизнес заедницата во дизајнот на студиските програми и нивната евалуација. Тоа што го побаравме како универзитет да се воведат критериуми за избори и реизбори на наставници на уметничките факултети, сега е во целост имплементирано во новото законско решение и исто што е многу значено за нас, освен објавување на трудови на Web of Science за потребите на општествените, а посебно на хуманистичките науки, додадена е и базата на Елсевиер на Скопус. Посебна предност исто така на овој закон и задоволни сме што конечно ги врати во законот со работничките звања, односно помладите асистенти, се враќа модуларноста на студиските програми. Нашиот универзитет, кој што е основан врз основа на меѓународни стандарди и критериуми, силно ги поддржува сите иницијативи кои што ќе придонесат во квалитетот во високото образование. И во таа насока, како универзитет, од таа инклузивна внатрешна дебата, заклучи дека треба да се подржи предлог Законот за високо образование како една добра, значајна можност за понатамошно зајакнување на системот и негово усогласување со современите европски и глобални образовни стандарди. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова денеска престојува во работна посета на Република Турција по повод учеството на 5-тото издание на дипломатскиот форум во Анталија. Како што информираат од незиниот кабинет, Силјановска-Давкова денеска во Истанбул пред официјалниот почеток на форумот ќе оствари средба со турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган. Утре таа ќе се обрати на лидерскиот панел на дипломатскиот форум во Анталија, на кој ќе учествуваат и претседателот на Казахстан и премиерите на Пакистан, Катар и Грузија. На 5-тиот дипломатски форум во Анталија, кој што е во организација на Министерството за надворешни работи на Република Турција, под покровителство на претседателот Реџеп Тајип Ердоган, се најавени учесници од 155 земји, меѓу кои 21 шеф на држава и влада, 61 министар, како и десетици парламентарци, информираат од кабинетот на Силјановска-Давкова. Потребата од нови 30 дена кризна состојба поради нафтените деривати помина на Собраниската комисија за одбрана. До крајот на денот треба да биде потврдена и на пленарна седница, со оглед дека на 22 месецов завршува кризната состојба која ја донесе владата. Министерот за одбрана вели дека по воздушните напади на САД врз Иран и затворањето на Ормудскиот теснец постои опасност од недостаток на нафта на светско ниво и зголемување на цената на нафтените деривати.
се заработи за продолжување на одлуката. Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување кризи на седницата одржана на 9.4.2026 одржа втора седница и предложи на владата за продолжување на прогласената кризна состојба заради можност за настанување на пореметување на снабдување со нафта и нафтени деривати на населението, како последица од постоењето на ризици и опасности во снабдувањето со стратешките енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Македонија во трајање од 90 ден. Ова е одминатиот пат само за да се продолжи за несакани последици. Агенцијата за храна и ветеринарство пред великденските празници уништи над 270 килограми небезбедна храна и над 40 тони јајца. Напишани биле казни од речиси 20.000 евра. Во рамки на спроведените 1220 вонредни контроли, кои беа спроведени пред великденските празници, уништени се повеќе од 272 килограми небезбедна храна, најголем дел од животинско потекло. На депонијата Дрисла нештетно уништени биле и повеќе од 40 тони небезбедни јајца по потекло од соседна Србија, кои беше спречено да се прошверцуваат во земјава. Со контролите, кои беа насочени кон сите сегменти од синџирот на храна и имаа за цел спречување на пласирање на небезбедни производи и сузбивање на нелегална трговија пред великденските празници, утврдено е и дека 7 од објектите не биле регистрирани како оператори со храна во агенцијата. 3 оператори немале извршено задолжителни здравствени прегледи за вработените лица и не ги исполнувале барањата во однос на стручната подготовка за ракување со храна. А кај 13 оператори утврдени биле незадоволителни хигиенски и технички услови во објектите за работа. Инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство изрекоа парични казни од над 19.000 евра, информира денеска од агенцијата. Денеска непрекинато ќе се спроведуваат засилените контроли за мерење на брзината на движење по патиштата низ целата држава. Покрај 24-часовниот маратон, акцијата ќе продолжи и до крајот на неделата. Како што соопшти од Министерството за внатрешни работи, на овој начин македонската сообраќајна полиција се приклучува на европската акцијска контрола која ја спроведуваат сите членки на европската мрежа на сообраќајни полиции. Од МВР посочуваат дека дел од локациите на контролите се однапред познати за возачите со цел да се зајакне превентивниот ефект. Целта не е казнување, туку безбеден сообраќај. Целта е движење во рамки на пропишаните брзини, сообраќај кој спасува животи, посочуваат од Министерството за внатрешни работи. Маратонот представува заедничка акција на европските сообраќајни полиции која истовремено се спроведува на сите патишта низ Европа. 503 ученици во Штип ќе полагаат државната матура годинава по новиот концепт на Министерството за образование и наука, според кој матурантите ќе полагаат 3 различни видови матура: државна, државна стручна и државна уметничка. Штипските матуранти влегуваат во завршната фаза од подготовките за полагање на државната матура, еден од најважните предизвици за заокружување на средното образование и предуписот на некоја од високошколските установи. Според новиот концепт на Министерството за образование и наука, матурантите ќе полагаат 3 различни видови матура: државна, државна стручна и државна уметничка. Во општина Штип средното образование го завршуваат вкупно 503 ученици кои ќе полагаат различни видови на матура, зависност од средното училиште, исто така и од плановите на учениците во иднина. Најголем дел од учениците кои што го завршуваат средното образование ќе полагаат државна матура. Вкупниот број е 372 од сите средни училишта, вклучувајќи ги тука и општинските и државните училишта кои што постојат на територијата на општина Штип. Потоа ќе имаме полагање исто така и на државна стручна матура. Бројот на ученици е 15. 38 ученици се одлучиле за полагање на училишна матура, а 33 матуранти од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов ќе полагаат уметничка матура. Вкупниот број на ученици кои ќе полагаат завршен испит е 45. Тоа се оние ученици кои завршуваат 3-годишно средно образование. Заради потребата од поголем простор, матурата ќе се одржи во просториите и амфитеатрите на Штипскиот универзитет. Учениците треба добро да се подготват, бидејќи се разбира критериумите се строги, бараат учење, бараат подготовка.
Полагањето започнува во јуни, а резултатите ќе покажат колку знаењето стекнато во изминатите 4 години ќе биде преточено во успех. За Сител, Трајан Ристовски. Со закон кој е во подготовка ќе се решава статусот на туристичките работници. На таков начин ќе им се овозможи да регистрираат своји фирми и да имаат пензиско и здравствено осигурување. Се работи на законско решение за конечно решавање на статусот на туристичките водичи. Тоа ќе им овозможи да регистрираат своји фирми, да имаат пензиско осигурување, социјална и здравствена заштита, бидејќи голем процент од водичите се плаќаат во готовина. Моментално се работи на законско решение за решавање на статусот на со туристичките водичи, а тоа ќе значи да можат да дојде до момент да си регистрираат своји фирми или даночни броеви со кои што ќе можат без проблем да издаваат сметки, да издаваат фактури, односно да се следи движењето на парите. Значи еднаш и за секојаш да се исклучи можноста дека би биле плаќани во кеш. Кога тој момент ќе се реализира, тие веќе ќе можат туристичките водичи ќе можат и да се регистрираат, да плаќаат придонеси, да плаќаат и здравствено и инвалидско, односно пензиско осигурување и ќе можат да ги издействуваат своите права. Првото искуство со дестинацијата го прави во 75% туристичкиот водич. Ако имате лош туристички водич, од една страна ќе имате незадоволни туристи, кои што понатака ќе ја депромовираат туристичката дестинација, а ако се задоволни од туристичкиот водич, ќе препорачаат и на нивни пријатели, нивни роднини да ја посетат истата. Инаку во регистарот на општина Охрид евидентирани се околу 220 туристички водичи. Нина Ритоновска, Сител телевизија.